Добро вечер во Дневникот на Канал Плюс телевизија, половина час информација од истокот и пошироко. На почетокот кратката најава. Институциите повеќе да не ги толерираат манипулациите на лидерот на СДСМ Зоран Заев, за да го одложи рочиштето за неговото обвинение за подкуп, апелира ВМРО ДПМН. Засилени контролите за спречување продажба и употреба на петарди и други пиротехнички средства. Од секторот за внатрешни работи штип со апел да не се користат опасни играчки за празниците. Креативна новогодишна работилница денес се одржа во основното општинско училиште Ванчо Пројке во Делчево. Прво одделенчињата изработија новогодишни креации за собирање средства за хуманитарни цели. Засилени контролите за спречување продажба и употреба на петарди и други пиротехнички средства. Од секторот за внатрешни работи штип со апел пред се до учениците од основните училишта да не ги земаат во раце ваквите опасни играчки, зашто може да дојде до сериозни и несакани последици по нивното здравје. Секторот за внатрешни работи штип деновиве значително ги интензивира контролите и другите активности за навремено откривање и спречување продажба, односно употреба на петарди и други пиротехнички средства. Заради ваквите незаконски активности на трговците, родителите и посебно на учениците основци, укажуваме дека продавањето, односно купувањето и активирањето петарди на јавни места, како што се на улици, во дворови, влезови на стамбени згради и слично, представува законски прекршок кој што се санкционира согласно Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, за кој е предвидена глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност. Набавувањето во поголеми количини и дистрибуирањето пиротехника на пазарот е спротивно на Кривичниот законник на Република Македонија, за што е предвидена и казна затвор од најмалку 5 години. СВР со апел пред се до учениците од основните училишта да не ги употребуваат ваквите опасни играчки, бидејќи може да дојде до сериозни последици по нивното здравје, односно да им причинат повреди на рацете, очите и други делови од телото. Покрај тоа, а зависно од другите околности и последици, активирањето на пиротехника, особено поголеми петарди и огномети, може да биде кривично санкционирано. Продолжуваме со празнични теми. Креативна новогодишна работилница денес се одржа во општинското основно училиште Ванчо Пројке во Делчево. Прво одделенчињата со своите родители изработија новогодишни креации кои ќе бидат продавани во училиштето на 29 декември, а парите од нив ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Дедо Мраз дојде веќе и кај нас. Учениците од прво одделение од основното општинско училиште Ванчо Пројке од Делчево заедно со своите родители реализираа предновогодишна работилница на која заеднички беа посветени на својата креативност и фантазија, изработувајќи необични новогодишни украси. На креативноста и немаше граници, а парите од продадените дедомразовци, елки, новогодишни венчиња за врата и многу други креации ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Направих елка и капички. Со што ги направи? Што користиш? Тоалетна хартија, таква, водица, шпеки, лепак и уште много нешто. И хартија, не? И хартија, да. Добро. Кажи ми, тива со кој правише? Со мајка ми, со татко ми. И што направивте? Венче за вратата. Тешко ли беше да се направи? Не. Ние направихме снешко од орасни материјали. Еве, ние родителите се вклучивме во работна акција, односно работилница, така што направивме новогодишни изработки кои ќе бидат наменети за продажба за потреба на хуманитарни цели.
Огромниот број на изработки од оваа прва работилница заедно со другите работилници кои ќе следат деновиве ќе бидат дел од новогодишниот пазар кој ќе се одржи во холот на училиштето пред новогодишните празници. Во нашето училиште Ванчо Прке во Делчево денес се одржа работилница по повод престојните новогодишни и божикни празници. Работилницата беше со родителите и учениците заедно. Тоа е проект на нашето училиште и овие сите украси што ги изработија родителите и учениците ќе бидат продавани на 29 во 11 часот во холот на нашето училиште. Сите заинтересирани граѓани кои сакат да си купат, може слободно да дојдат и да си купат, бидејќи парите од продажбата ќе бидат наменети за хуманитарни потреби. Инаку оваа работилница е дел од проектот Заедничка грижа за правилно насочување на учениците, инициран од Министерството за образование и наука и традиционално се одржува секоја година пред новогодишните празници. Традиционално и оваа година општина Штип како дел од новогодишното одбележување ќе ги избере најдобрите празнични декорации на јавен, индивидуален и приватен објект. За изборот на најубави новогодишни декорации, општината формира комисија која ќе ги цени украсените објекти. Веќе од утре комисијата на локалната самоуправа ќе започне со обиколка на градот со цел евидентирање на најдобрите декорации кои ќе влезат во конкуренција за неуспешно украсување. Затоа уште еднаш упатуваме апел до граѓаните и гостителите, секако секој во рамките на своите можности да биде дел од новогодишниот амбиент со украсување на своите домови и дворови. Со ваквото украсување ќе придонесат за збогатување на новогодишниот амбиент и атмосферата низ градот и се надеваме дека и годинава како и во минатото тие ќе излезат во пресет нови наши барања. Комисијата ќе биде на терен и за време на викендот и на почетокот на идната недела, а во четврток или петок ќе се објават неуспешните декорации и во кабинетот на градоначалникот ќе им бидат врачени наградите. На радоста и немаше крај. Насмевки, еуфорија и топлина во село Драгоево. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев ги подели новогодишните пакетчиња на децата, а не го заборави пакетчето и на единственото дете од село Кривидол. Радоста, среќата, насмевките и топлината повторно се вратија кај децата од село Драгоево. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев денеска им ги подели новогодишните пакетчиња. Како што вели тој, во ова место има перспектива за живење и општината секогаш ќе инвестира во подобрувањето на инфраструктурата. Во оваа село се враќа поленка животот. Овде општината инвестираше доста во инфраструктура и ги подобри условите за живење на населението. А доказ дека во ова село има перспектива е новородените деца во оваа насвадба. Морам да кажам дека моментално имаме 7 деца во населбата. Значи, ако земеме во предвид дека после 60-тите години населбата Драгоево Поленка згаснуваше и умираше, сега имаме 7 деца новородени и очекуваме ново бебе. Значи 8, што значи за едно село кое на времето имало 800 жители, тоа е премалку. Но тоа е доволно за еден добар почеток. Општината ќе ги помага максимално жителите на оваа населба, посебно родителите на овие деца, да може да ги изгледаат и да ги изведат на прав пат. Сакаме да искористиме приликата да им ја честитаме новата година. Многу сме му благодарни на градоначалникот до сега што беше никој не е донесал пакетчиња освен како не само тоа и пато што ни се направи туку у селото. Имаше многу кал, имаше многу ѓубре. Како дојде он на власт, се поубаво стана. И многу сме благодарни од градоначалникот, фала што го донесе пакетчињата да се радуваат децата. Сум благодарна градоначалникот, они само даваше пакетчиња на први пат и многу други работи. Освен децата од село Драгоево, пакет ќе доби единственото 8-годишно дете од село Кривидол. Минути за политика во дневникот на Канал Плюс. Институциите повеќе да не ги толерираат манипулациите на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Во последниот случај со лажење на суд за да го одложи рочиштето за неговото обвинение за подкуп. Ова беше тема на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН денес излезе со барање институциите повеќе да не ги толерираат манипулациите на лидерот на СДСМ Зоран Заев во конкретниот случај со лажење на суд за да го одложи рочиштето за неговото обвинение за подкуп. Како и секој друг криминалец што сака да ја избегне правдата, аболицираниот Зоран Заев го излажа судот дека имал средба со италијанскиот амбасадор Карло Ромео. Аболицираниот криминалец Заев лажеше без око да му трепне, само за уште еднаш да го одложи рочиштето и да го расвлече предметот за подкупот што го бараше
Италијанскиот амбасадор веднаш ја демантираше информацијата дека воопшто имал какво било средба. На истото рочиште, аболицираниот криминалец Зоран Заев најправим бараше иземање на обвинител. Повторно со лага дека се водела кривична постапка против него. Ваквиот срамен однос на аболицираниот криминалец Зоран Заев кон државата и институциите мора да прекине. Институциите не смеат веќе да ги толерираат манипулациите на патолошките лажговци. Заев мора да одговара за изнудата од струмичкиот бизнисмен. Само од овој рекет, Заев сакал да се збогати за дополнителни 200.000 евра, откако е аболициран за криминал тежок над 7 милиони евра за случајот Глобал, беше кажано на денешната пресконференција на ВМРО ДПМНЕ. Два виртуелни мобилни оператори имаат намера да влезат на македонскиот пазар во 2017 година. Едниот од нив, познат во светски рамки, веќе ја потврди својата одлука, изјави директорот на Агенцијата за електронски комуникации, каде денес се одржа вториот јавен состанок оваа година. Два виртуелни мобилни оператори имаат намера да влезат на македонскиот пазар во 2017 година. Едниот од нив, познат во светски рамки, веќе ја потврди својата одлука, најави денеска директорот на Агенцијата за електронски комуникации Сашо Димитриевски на вториот јавен состанок за 2016 година. Агенцијата за електронски комуникации може да создава конкурентна средина и да овозможи влез на трет мобилен оператор. Дали ќе има трет фиксен оператор во 2017 зависи од оценката на операторите по светот, дали ќе најдат бизнис интерес за да инвестираат во Македонија. Агенцијата може да ствара конкурентна средина и да овозможи влез на трет оператор. Значи, дали ќе има трет оператор зависи од операторите по светот, дали ќе најдат бизнис интерес да инвестираат тука. Оваа година имавме влез на еден виртуелен оператор. Очекувам, има преговори за уште два виртуелни оператори кои што колку толку ќе сепак ќе подобрат конкуренцијата. За виртуелни има интерес уште два оператори, еден од нив исто така голем на светско ниво, веќе беше тука кај нас на состанок и ја потврди одлуката на менаџментот дека влегуваат во Македонија. Цените на двата фиксни мобилни оператори во земјава се стабилизираат по првиот јавен состанок на агенцијата, нагласи Димитриевски, кој додаде дека и двата оператори ги подобруваат капацитетите на мрежите. Ситуацијата се стабилизира. Во изминатиот период, мислам дека операторите увидоа дека ние цврсто стоиме до нашата намера да ги следиме цените кои што ќе бидат понудени од нивна страна, се прават секојдневни детални анализи и мислам дека тој тренд на зголемување на цените е на некој начин стабилизиран. На новинарско прашање, на што најчесто се жалат граѓаните од услугите, според Димитриевски, корисниците најчесто се жалеле на висината на сметките, за кои сметале дека се неправедно наплатени, а агенцијата ги решава поплаките на граѓаните, кои во голем дел се оправдани. Поплаките се повторуваат секоја година, тие се однесуваат за сметки за кои што граѓаните се жалат, сметаат дека се неправедно наплатени. Во главно тоа се основните поплаки од граѓаните. Во голем број се оправдани, но во секој случај, доколку е согласно законот, ги разгледуваме во нивна корист или во корист на оператора. Значи, зависи од поплаки. По принципот на своето транспарентно работење, како што велат од агенцијата, овие состаноци ги организираат со цел да им овозможат на заинтересираните страни да се информираат со превземените активности, мерки и дејности за оваа година, како и со стратегијата и плановите во наредниот период. Започна да се реализира проектот за третман на отпадните води во Кочани. Проектот опфаќа проширување на канализацијскиот систем во Кочани, вклучително изградба на главен колектор, како и изградба на пречистителна станица за отпадни води. Општина Кочани започна со реализацијата на проектот за третман на отпадните води, кој ќе придонесе за одржлив развој на Кочанскиот регион преку заштита на природните ресурси. Ова ќе го промовира и економскиот развој на регионот, како што индустријата, земјоделството и туризмот, истакнуваат од општина Кочани. Самиот проект опфаќа проширување на канализацијскиот систем во Кочани, вклучително и изградба на главен колектор, изградба на пречистителна станица за отпадни води, корпоративен
постојен развој на комуналното јавно предпријатие Водовод, подигнување на јавната свест и зајакнување на секторот за отпадни води, односно диалог за политиките. Сегашната состојба во која отсуствува третманот на отпадната вода со околу 15 испусти во животната средина има големо негативно влијание врз санитарните услови, животната средина и земјоделството. Со главниот колектор за отпадна вода, чија должина е 12 километри и е од висококвалитетен водонепропустен материјал, ќе се собира отпадната вода и ќе се транспортира до пречистителната станица. Станицата е со концепт за намален оперативен и трошок за одржување, со влезна пумпна станица, примарно прочистување, биолошки третман, отстранување на јаглерод, азот и фосфор, стабилизација на милта и отпадната вода и нејзиното седење. Целиот проект чини околу 20 милиони швајцарски франци, од кои 92% се грант од владата на Швајцарија, 7% од владата на Република Македонија и 1% од општина Кочани, како и од КЈП Водовод. Проектот започна да се реализира во октомври 2015-та, ќе трае 38 месеци, а периодот за изведба е од крајот на 2016-та до крајот на 2018 година. Овој проект е капитален за заштита на водите во целиот регион и представува инвестиција во идните генерации. Вчера попладне во Пробиштип во продавница на улица Даме Гроев непознат сторител со закана со пиштол извршил разбойништво во обид. Сторителот влегол и од вработената побарал пари. Драмата која вчера се одвиваше во Пробиштип има среќен крај. Повеќе за ова од портпаролот на секторот за внатрешни работи Штип. Непознатото лице ја турнало и побегнало од местото на настанот. По преземените мерки и действија од страна на полициските службеници, пронајдено и лишено од слобода е 27 годишно лице. За настанот запознат е јавен обвинител и по целосно комплетирање и документирање на кривично-правниот настан ќе биде поднесен соодветен поднесок. Образованието е двигател во општеството. Без разлика на платата, цените од труд или пак условите за настава, учителите се децидни. Дека оној што навистина си ја сака работата ќе ги образува учениците онака како што треба. Од денес факултетот за образовни науки при Угада започна со манифестацијата за обединување на сите образовни факултети во Република Македонија. Луѓето не се свесни за фактот дека доколку не се образуваат ќе станат безлична маса без собствено мислење, а таквите се најподложни на манипулации. Школуваноста се стекнува со учење и упорност, додека образованието со непрестано ширење на видиците, љубопитност и желба од себе да се направи сестрано образована личност. Човечкиот потенцијал и извонредните услови за настава треба да знаеме на кој начин да ги искористиме, смета професорката Билјана Димковска. Сето она што ми пречеше изминатите 2 децении во формалниот образовен систем, се трудам денеска, значи, во тој дел да бидам подобра во неформалното образование, иако сметам дека сите, ако вложиме љубов пред се, еден професионален однос ако негуваме кон работата, значи можеме толку многу да направиме и формалниот и неформалниот и информалниот дел од образовниот систем да биде нешто кон што ќе стремат младите и низ кое што ќе може да ги јакнат знаењата, способностите, вештините и да се подготват за живот во 21 век. Иако истражувањата покажуваат дека денес младите речиси не читаат ништо и поради тоа нивниот речник е минимален, сепак професорите децидни, учителот што си ја сака својата работа, таа ќе му биде на прво место. Рековте вие, социјалната страна, платите, можеби се е тоа важно, но како учител велам, прво ние сме за учениците и секогаш треба ние да го ученикот да ни биде на прво место, па потоа останатото се што ни следува. Ако сите ние 20 години од својот живот го поминуваме во училиштето, тогаш нема дилема дека училиштето има исклучително големо влијание врз индивидуалниот и општествениот развој. Денеска учителите се соочени со парадоксите на 21 век. Под мотото учителите го менуваат светот, од денес факултетот за образовни науки при УГД започна со манифестација која ќе ги обедини сите образовни факултети во Република Македонија. Манифестација која најверојатно ќе прерасне во традиција.
Во спомен собота Нацо Шопов во Домот на културата во Штип денес беа доделени признанија за посебни достигнувања за промоција на поезијата на Нацо Шопов. Признанијата се дел од одбележувањето на роденденот на Шопов, а дел од програмата беше и промоција на компакт диск со песни од Нацо Шопов во изведба на акторот Страшко Милошевски. 3 дена на рацете носевме збрана, со тага и болка во погледот срчен, и секоја капка од твојата рана по крвав жар ми капеше в срце. Извореден, природен, односно неизвештачен, сензитивен, доживеан и искрен, несекојдневен и оригинален лиричар. Ова беше дел од беседата за големиот поет и револуционер Ацо Шопов, напишана од поетот Христо Петрески по повод 93 годишнината од неговото раѓање. Неговата скромност ја опишуваат и оние кои имале можност да го запознаат и оние кои не го знаат. Дека е чест и огромно задоволство лично да го познаваш Ацо Шопов, потврдува и Благој Самоников, штипски поет, кој во далечната 1974 година имал можност да го запознае овој голем македонски поет. Морам да ви кажам, многу срдечен, многу едноставен, затоа што јас мислев со обврски директори така да не го задржувам. Не, седи па прашуваше за ова, за она, во Штип носталгија го носела. Втората моја средба со него беше при пуштањето, свеченото пуштање на библиотеката, зградата на библиотеката сега што е Гоце Делчев. Тој ја отвори со еден голем клуч, вака символично, и свечено влеговме внатре. Јас веќе пред моите пријатели вака, со Ацо Шопов здраво, како се шо, викам, со пријател гледате како јас викам комуницирам. Роднокрајното каче сместено во Штипската библиотека, кој го носи името на овој значаен поет, е само едно од низата проекти што ова установа ги има посветено во чест на Ацо Шопов. Воедно ние како библиотека во 2016 година успеавме во негова чест, во чест на Ацо Шопов, да реализираме повеќе проекти. Тоа е, меѓу нив можеме да ги истакнеме Деновите на Шопов. Тоа беше тродневна манифестација остварена во рамки на Штипско културно лето, документарен филм во чест на овој поет и секако последнава манифестација што ја реализиравме по повод денот на неговото раѓање, насловена како Пеење од тишината. По повод 93 годишнината од раѓањето на штипскиот поет, револуционер и основоположник на современата македонска книжевност, Ацо Шопов, во Штип се организираше традиционалниот рецитал Младите за Шопов и манифестацијата Пеење на тишината во спомен собата на Ацо Шопов во Домот на културата во Штип денес, со доделување на признанијата во чест на поетот, се заокружи чествувањето по повод раѓањето на Шопов. Се уредува црквата Свети Атанасий во Оризари. Во завршна фаза е обновата на подпорните ѕидови околу храмот, а од западната страна од кај Оризарска река, со чистењето на просторот од грмушки и дрвја, ќе биде направен влез до самата црква. Завршено е и поплучувањето на низината внатрешност. Во една од најстарите цркви во Кочанскиот крај, црквата Свети Атанасий во Оризари, продолжува надворешното уредување и фреско сликањето на внатрешниот дел. Црковниот одбор во првата фаза од обновата на црквата целосно ја смени фасадата, го поплочи дворот и започна со фреско сликањето на страничниот дел од внатрешноста на истата. Во тек е реализација на втората фаза од уредувањето, каде што е планирана обнова на подпорните ѕидови, како и хортикултурно уредување на просторот. Последна активност од обновата беше поплочувањето на внатрешноста на црквата. Црквата комплет е обновена внатре, надвор, како објект. Сега работиме на зацврстување на подпорните ѕидови со клесан камен. Значи, работиме заради времето, ние ја прекинавме оваа операција, значи на пролет поново стартуваме. Димитриев упати апел до сите верници да донираат средства за уредување на надворешноста на црквата. И свештениците се заблагодарија на донаторите, кои што досега несебично даруваа за храмот. Јас лично како парохиски свештеник сакам да кажам дека многу ми е драго што внатре во црквата така речи уредувањето го завршивме комплетно и многу ми е драго што од една селска или приградска црква веќе наликува на градска. Во оваа прилика сакам да и се заблагодарам на нашата сестра Јадранка Оризар Калиновиќ во Австралија,
За последната донација, тоа беше донацијата на плочките кои што внатре ги излепивме овие денови. Следна активност како дел од втората фаза од проектот, велат од иницијативниот одбор, е хортикултурно уредување на дворот на храмот, како и изградба на влезна капија од западната страна. Инаку, црквата посветена на Свети Атанаси е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена, за повторно да биде изградена во 1876 година, а фреско живописана во таванскиот дел од страна на тајфата на Исаија Макаровиќ од село Гари Дебарско, кој со својата тајфа престојувал во Кочанско. Од 55-те икони колку што се наоѓаат во црквата во Оризари, 17 од нив се наоѓаат во регистарот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија. Сојузната криминалистичка служба на Германија спроведува интензивна потрага по Анис Амри, а распишана е и награда во висина од 100.000 евра за информација која би довела до апсење на осомничениот за нападот на Божикниот пазар во Берлин, каде супат на камион уби 12 лица, а повреди 48. Амри според германските медиуми има повеќе пасоши и идентитети и е на возраст помеѓу 21 и 23 години. Тој е познат на полицијата за нанесување телесни повреди. Осомничениот за нападот во Берлин одредено време живеел кај германец со српско потекло, идентификуван како Бобан С, кој минатиот месец бил уапсен за врабување за исламската држава. Според Нью Йорк Таймс, осомничениот Амри пребарувал на интернет како се прават експлозивни направи и воспоставувал врски со исламската држава, заради што и бил ставен на американската листа на лица кои не треба да бидат пуштени во летовите до Соединетите американски држави. Рекордно ниска температура од минус 62 степени Целзиусови е регистрирана во областа Големо Олхово во автономниот округ Ханти-Мансиск, соопштија руските локални власти. Вчера во селото Казим беа измерени минус 58 степени. Видливоста практично е никаква. Последните податоци покажуваат минус 62 степени утринава. Поради големиот студ прекината е наставата во училиштата. Претходно објавено дека поради многу лошите временски услови одложени се сите летови на локалните аеродроми. Според властите, метеоролозите прогнозираат во петок температурата да се покачи на минус 30 Целзиусови степени. Инаку апсолутниот температурен рекорд кој е регистриран во Русија е забележан во селото Ојмјакон во Јакутија, кога го нарекуваат пол на студот на планетата. Таму во 1938 година биле измерени минус 77,8 Целзиусови степени. Најмалку 48 новинари се убиени во светот додека ги извршувале работните задачи во 2016 година, соопшти Комитетот за заштита на новинарите. Минатата година бројот на убиени новинари изнесуваше 72 лица. Во извештајот се вели дека 26 од убиените новинари оваа година загинале во борбени дејствија или во крстосувачки оган при известување од судирите во Сирија, Ирак, Јемен, Либија, Авганистан и Сомалија. 18 од убиените новинари биле убиени како одмазда поради нивната работа. Сирија е најопасната земја за новинари веќе 5-та година поред. Во 2016 година во Сирија се убиени 14 новинари, а по 6 новинари се убиени во Ирак и Јемен. Девојчињата во категоријата М16 при кошаркарскиот клуб Баскеткам ја извојуваа втората победа во својот втор натпревар сезонава. Кошаркарките ја совладаа екипата на Ball for Life од Куманово со убедливи 57-17. Во таборот на домашната екипа најефикасните поединки беа Стефанија Георгиева со 13, Моника Зафировска со 12 постигнати кошеви, како и Стефани Колева која постигна 9 поени. Ова беше воедно последниот кошаркарски натпревар на екипата на Баскеткам која се подготвува за зимскиот кошаркарски камп, кој ќе се одржи од 8 до 12 јануари 2017 година.
Ова беше се во дневникот, ви посакувам пријатна вечер.